Добро вечер. Јас сум Филип Димковски и денеска сум многу радосен што Slow Food Македонија го има новото чедо, а тоа е списанието за училишните активности на Slow Food Македонија со име Полжавче. Тоа е новото наше списание, што со љубов и со труд се работеше изминатиот период и се надевам дека успешно го направивме тоа, со надеж дека дај Боже да дочекува идни броеви и тие секако да бидат подобри. На почеток сакам да се заблагодарам на сите што се вклучија во создавањето на списанието, но и на сите вие што вечерва одвоивте од вашето време. Знаеме дека декември е прилично динамичен месец, со многу активности пред крајот на годината и многу благодарам што одвоивте време да сте на овој настан. Станува збор за промоција на Полжавче, на списанието, што ја реализираме во рамките на Тера Мадре форумите на Slow Food Македонија, кои се реализираат во рамки на онлайн активностите на Тера Мадре, настан кој биенално го организира Slow Food Интернационал, и ова издание се одвива преку серија на физички и онлайн настани од октомври 2020 година до април 2021 ширум мрежата на Slow Food во 160 земји во светот. Ова издание на Полжавче, списание за училишните активности на Slow Food Македонија, е реализирано во рамките на проектот Зелен полигон за едукација, алатка за јакнење на еколошката свест, кој го реализира Slow Food водно од Скопје, финансиски поддржано од Министерството за животна средина и просторно планирање, преку програмата за инвестирање во животната средина за 2020 година. Ова е од настаните на Slow Food Македонија, ова е последен настан за оваа година, односно предпоследен, ќе имаме уште еден, ќе ви кажам подоцна. Меѓутоа, како настан пред крај на годината, одлучивме да биде забавен, да биде опуштен и покрај што ќе кажеме сигурно сите важни нешта, сепак да бидеме пред се добро расположени за убаво да се дружиме онлайн и да се надеваме дека во 2021 што почесто ќе се дружиме со, како што сега се нарекува, со физичко присуство, односно во живо. Малку подетално за училишните градини и за сето она што од што произлезе новото списание. Тука со нас е господја Василка Стефановска, лидер на Slow Food водно и координатор на проектот Училишни градини и училници на иднината. Јас би сакал на почеток, Василка всушност интензивно цело време е вклучена во овој проект и всушност е иницијатор на првата училишна градина, за која исто така Полжавче пишува, во сега веќе далечената 2013-та, затоа што поминале веќе 7 години од тогаш, па ја замолувам Василка да ни каже малку за што значеше тој предизвик да се почне, како сето тоа изгледаше за оние што не се запознати со тоа. Добро вечер на сите. Ти благодарам, Филип, за убавата најава. Се надевам дека ова кратко време што ќе го имаме ќе им овозможиме на сите кои што не следат да дознаат што всушност ние работевме, кои се нашите цели и како понатака ќе функционираме и ќе работиме. Мене ме радува што овој проект почнува да се шири низ Македонија. Ние всушност 2013 година во средното угостителско училиште, каде што јас го минав својот работен век, направивме една градина заедно со моите колешки
вклучувајќи ја тука, гледам вклучена е и Сунчица Јовановска, која што понатака продолжи и во проектот со училница на еднината да работи. Анета Мострова ќе ја споменам од Лазар Танев и редица други наставници кои што се вклучија во овој проект и успеавме благодарение на средства кои што ги добивме од Фондацијата за биодиверзитет од Италија да направиме една градина која што додека работевме ние навистина ова беше интересна за децата. Јас за жал сега не знам во каква состојба затоа што првен не работат училиштата, а јас веќе 2,5 години не сум во тоа училиште, но сметам дека ќе продолжат наставниците работата, затоа што тоа е еден позитивен проект кој што посебно за угостителските училишта е многу значен, затоа што дел од растенијата кои што се произведуваат во градината, па макар биле тие само ароматични материи, може да ги употребуваат во кујната и не само тоа, туку може како нагледни средства да ја користат. Затоа што станува збор за ученици од поголема возраст, нели средношколци, градината беше место каде што тие ги поминуваа одморите и своето слободно време, но и активно учествуваа во градината. Затоа што, како да кажем, бенефитот некако од градината ја согледавме и искуството кое што го носевме со себе од Италија, каде што секоја втора година на Тера Мадре нели присуствувавме и гледавме примери за училишни градини. Сметавме дека ова е проект кој што мора да се почне од најмала возраст, односно од градинките, па основните училишта, па понатака средните училишта и нели како урбани градини во градот. Продолживме со нашите активности, благодарение на град Скопје, 2 години спроведувавме еден проект кој што си го нарековме училишни градини, училница на еднината и навистина сметаме дека е тоа така, дека е училница на еднината и дека е зелен полигон како сега што го во оваа фаза го нарекуваме за едукација. Беа опфатени 10 училишта од Скопје. Практично ние водевме кампања за училишни градини, да сватат и наставниците, ученици и родителите какво е значењето на училишните градини за нивниот секојдневен живот, за нивниот психофизички развој, за социјализацијата и за предностите кои што ги има градината. Можностите дека во градината можат да научат многу работи, не само за градинарски култури, дека можат да се асимилираат и останатите предмети, како што е математика, како што е географија, како што е историја и со дадени примери ние тоа и го окажувавме. Значи во првата фаза, во тие 2 години, ние бевме во 10 училишта. Сега во Аврам Писевски, во Наум Охридски во село Булачани, во Крсте Мисирков во Сингелич, во Круме Кепевски во Кисела Вода, во Владо Тасевски, во Христијан Тодоровски Карпуш, во 2 училишта во Ѓорче Петров училиштето и Димитар Поп Георгиевски, понатака да не заборавив некое училиште, нека ми простат, меѓутоа во овие училишта успеавме од овие 10 училишта каде што водевме интензивна кампања 2 години и благодарение на тимот со кој што се работува, а тоа се Кате, која што ја имаме како учесник на оваа дискусија, на оваа работилница, и Сунчица и Мартин Шишкин, кој што работеше со нас во тој период, ние успеавме да допреме до децата, да допреме до родителите и до наставниците и да поттикнеме кај нив како така да поттикнеме желба да имаат за работа и да ги осознаат предностите на овие активности кои што ги нудат училишните градини. Во Аврам Писевски во село Бардовци, заедно со ФАО, кој што ни помогна во првата година, успеавме и да направиме еден тип на градина многу интересен.
Понатака во Сингелич, во Крстен Мисирков, тие самите со свои собствени средства направија училишна градина и потоа благодарение на невладината Хорус, кој што ни подпомогна, направивме во една конструкција на училишна градина, пластеник во Христијан Тодоровски карпуш и две големи жардинјери во Владо Тасевски, но за жал зафати пандемијата и овие две училишни градини просто не заживеа затоа што децата не се на училиште. Во периодот кој што следи нема да заживеат. И во оваа фаза, значи како трета година, следи проектот Зелен полигон, место за едукација на децата, за развој на еколошката свест, кој што, како што го најави ти, е финансирано од Министерство за животна средина. Многу интересен. И во рамките на во рамките на овој проект ме слушате? Да. Филип, ти? Да? Да. Добро, благодарам. И во рамките на овој проект сметавме дека треба да излеземе надвор од Скопје и дека другите општини надвор од Скопје треба да учествуваат во оваа кампања и се покаже како полн погодок, затоа што луѓето кои што се ангажираа, како што си еве Филип и Тодорка и сите други од Конвивимот, од Прилеп и од Битола, се ангажираа наставниците и ја разбра пораката која што ние сакаме да ја пренесеме и успеавме, благодарение на сета ваша активност, успеавме да ги направиме прирачниците, успеавме да го направиме ова списание и да направиме еден прирачник со дизајн на училишни градини. Јас, за да не должам многу и за да биде онака како што посакуваш ти, Филип, по-слободно, по-лежерно, сега ќе ти дадам збор на тебе и благодарение на сите вас, како што си ти, како што е Кате, како што е Сунчица, како што е Тодорка, како што е Николче, кој што многу ни помага, и редица други луѓе кои што се околу нас и сите наставници кои што се ангажира, мислам дека ќе допре, како велат, една градина, еден глас, меѓутоа повеќе градини, многу појак глас, и токму заради тоа ние треба да се трудиме да го шириме овој проект, за да гласот кој што го праќаме како порака биде појак и допре до луѓето кои што одлучуваат за иднината, па и на нашите деца. Ете, толку многу ви благодарам на сите. Благодариме многу, Васе. Мислам дека ова ни беше неопходно на сите за еден убав вовед на сето она што се случуваше, но и сето она што ќе се случува и на настанот, но и секако од активностите на Slow Food. И тука некаде меѓу другите градини, Васе ја спомена и градината во Бардовци. А ние имаме директно вклучување од Бардовци, нашата естрадна уметница, нашата професорка по виолина, нашата виолинистка Андријана Јаневска, на задоволство на сите нас. Се надевам особено на дечињата кои многу ја сакаат, а на овој настан имаме и деца кои се вклучени во овој проект и допрва ќе ги креираат нивните градини во училиштата. И еве сега ќе ја дадам збор на Андријана Јаневска да ни каже дали вистина е толку убава таа градина во Аврам Писевски и не знам што друго подготвила за нас. Добро вечер и повелете. Добро вечер на сите. Благодарам, Филип, за поканата. Навистина со задоволство прифатив да учествувам. Инаку, еве, јас ке се надоврзам на професорката, бидејќи ја спомена и градината во училиштето Аврам Писевски, каде што учи мојот постар син. Меѓутоа, јас како председател на Советот на родители во тоа училиште сум запознаена со активностите и можам да кажам дека
и да се пофалам дека сме едни од оние училишта кои што имаат своја градина. Инаку нашата градина, значи во Основното училиште Аврам Писевски во село Бардовци е отворена на 16 октомври 2018 година, значи на Светскиот ден на храната. Инаку идејата секако беше да се издигне јавната свест и поддршката за училишни градини како ефективен концепт за практична едукација, кој може да помогне да се зголемат знаењето, љубовта и почитта на младите генерации кон производството на храна и здравата храна. Децата имаат можност да дознаат како да се произведе храна без да се наруши животната средина, како да се намалат отпадоците, како да се стекнат нови поздрави навики на исхрана. Инаку нашата градина има 11 квадратни метри, а засега има растенија кои може да ја поминат зимата без покривка, тоа се нане, лаванда, жалфија, рузмарин и босилек. Па тоа е вака накратко околу нашата градина. Инаку еве што се однесува до самата тема на оваа работилница, јас можам да кажам дека ние како семејство во нашиот двор конкретно немаме своја градина, меѓутоа ги користиме сите поволности, да кажам, на живење во село. Значи набавуваме исклучиво еве домашни јајца, значи од нашите соседи. Моите деца пијат тазе измолзено млеко, исто така од нашите соседи од селото. Се што можеме да кажеме, нормално да се пофалиме со нашата најдобра бардовска зелка, пошто е и познато нашето село. Навистина многу погодности има, да кажам, живеењето еве во една ваква средина. Начинот на живот е сосема поинаков, животот има еден друг квалитет, ете така можам да кажам, и растеме некако спокојно и јас сум среќна што всушност моите деца имаат можност да растат на некој начин како што јас сум растела порано. Значи нормално сега одиме и до градот, шетаме и така натаму, секако живееме нели во 21 век. Меѓутоа овој квалитет на живот кој што го има овде, особено значи со храната и со начинот на едноставно начинот на живот нема споредба. Така што еве сега се погоди за време на пандемијата навистина да го искористиме и чистиот воздух и сето тоа влијае воопшто значи на квалитетот на живот, како што кажа. Така, значи многу благодариме затоа што некои работи кои може би се знаат или кои некои луѓето ги согледуваат, меѓутоа кога од јавна личност ќе се кажат, умеат да донесат некоја посебна тежина и да поттикнат промени кај другите луѓе, затоа што навистина, како што рековте, селото има своји многу големи, многу позитивни страни. Секако, за жал, кај нас нешта како инфраструктурата може би се проблем, меѓутоа кога ќе се земе предвид храната, чистиот воздух, секако се тоа најважни нешта за здравиот развој пред се на децата, но секако и за еден квалитетен живот на возрастните. Бидејќи тука имаме дечиња и сигурно за нив многу ќе значи, еве од нивно име ве замолуваме да не поздравите со некој мал музички инсерт и така весело да го продолжиме ова дружење. Па ајде, нема проблем, еве нека биде некој краток рефрен од песна што сите ја знаат, до душа песнава пред 20 години точно, ја испеав 2000 година. Инаку од искуства со овие онлайн вака работилници, веројатно и до самиот софтвер кога е погласен гласот или кога се пее, знае Zoom-от или не знам на Teams или каде што имаме часови малку да го намалува гласот. Па еве ќе се потрудам само за интонација. Значи да се договориме, кој нешто има проблем со Zoom да си ја пее сам. Може така. Еве ајде еден краток рефрен. Тебе те нема, пак те гледам летот и јас, твоето писмо, 2-3 реда, моја Библија.
Пишува му требаш, пишува те сака. Oh, I love you so. Вистина ли мисли или само онака? I will never know. Ви благодарам многу. Благодариме. Да, нека ни тргне весело и во новата година. Ви благодариме многу за што лесно, односно со задоволство прифативте да соработувате на новиот број на Полжавче, односно првиот број и да бидете дел од оваа негова онлайн промоција. Со задоволство. Ви благодариме уште еднаш. Драги дечиња, го гледате можеби зад мене овој Дедо Мраз. Еве го и тој решил да порани и ми донесе нешто. Ајде да видиме што подготвил за мене Дедо Мраз. Еве тука има едно плико. Сега да видиме што има во тоа плико. Дали е честитка? Не е честитка. Тоа е за сите нас. Еве го првото издание на Полжавче. Јас сум многу радосен што баш денес Дедо Мраз одлучи на оваа промоција да ја донесе, да го донесе првиот број на списанието, кој ќе го видите и во PDF форма, ќе го видите и вака во печатено издание и ќе видите во живо колку е убав, шарен и се надевам интересен за читање. Нешто повеќе за тоа, за сите возбуди во создавањето на ова списание, односно за работата во градините и за она што значи таа дружба со дечињата. Тука ќе ни помогне Катерина Јордановска, затоа што таа е асистент во овој проект и заедно со вас се прават чудесни зелени оази и со сите други членови на овој тим. Дечињата од Блаже Конески од Прилепни се тука и јас верувам дека ќе им биде интересно што има Кате да им каже, за веќе да се подготвуваат напролет и да знаат како ќе се работи и што ќе се случува во нивните градини. Пред да ја слушнеме Кате, одиме во нашата онлайн Slow Food кујна. Главен шеф на кујната оваа вечер е Тодорка Наумовска Димески, лидер на Slow Food Прилеп, која е нутриционист и нешто ни подготвува вечерва за јадење. Да видиме што е тоа. Здраво и од мене. Најпрво, мило ми е што во толку голем број се собравме денес во чест нормално на Полжавче, на кое му посакуваме да дочека многу изданија и да ја постигне целта за која што првично го издаваме, да ги воведе и да ги води децата низ патувањето наречено Slow Food, вклучително училишните градини. Јас, како што Филип најави, сум нутриционист, кој многу сака да готви. Заради тоа, денес, од мојата куња, јас ќе приготвам неколку оброци за вас, оброци кои што ќе бидат многу хранливи, вкусни и ќе може да ги приготват секој од вас ќе може да ги приготви. Сите, значи, рецепти кои што ќе ги сготвам вечерва, ги има и на мојот блог, значи рецепти можете да ги видите на gastronomist.mk и можете да ги подготвите, да ги подготват и децата. Јас за сега на почеток ќе бидам многу кратка и ќе се префрлам во куњата за подоцна да се слушнеме уште еднаш, да видите докаде сум стигната со подготовката на оброците. Договорено, Тодорка. Значи Тодорка сега ќе ги спреми, ќе ги подготви состојките што и се потребни и потоа пак ќе одиме во нашата онлайн кујна. А сега и даваме збор на Кате. Кате, повели. Благодарам, Филип. Добро вечер на сите. Јас сум Катерина Јордановска, дипломиран агроном, инженер на смерот квалитет и безбедност на храна при ФЗНХ, инаку колеги сме со Филип. Претходно имам работено заедно со Василка Стефановска како проектен координатор на проектот Училишна градина училница на иднината и навистина ми е многу драго што оваа улога сега му ја предавам на Филип,
кој ќе продолжи, се надевам исто така успешно да ги координира сите активности во тековниот проект Зелен полигон за едукација. Сметам дека проектот Училишна градина, односно Зелен полигон за едукација е неопходен да биде внесен во постоечкото формално образование, бидејќи со овој проект учениците ја спознаваат храната на малку подлабоко ниво. Всушност тие откриваат како таа се произведува, се што е потребно на храната за да таа стигне од нива до трпеза, всушност се до моментот кога ние ја консумираме. Филип претходно спомена дека јас тука ќе изнесам неколку интересни моменти од подигањето на градините. Имам, бидејќи ние заедно со Slow Food Водно физички ја подигнавме градината во Аврам Писевски во село Бардовци. Од тука би можела да истакнам неколку интересни моменти. Навистина, јас прво сакам да нагласам дека не сум педагог, не сум едукатор, меѓутоа ја имав приликата да учествувам во вакви работилници, во вакви активности, да видам дел од секојдневието на учениците и всушност да спознавам на каков начин тие размислуваат и како изнаоѓаат решенија за проблеми преку практично решение. Всушност, морам да нагласам дека сите беа навистина многу желни за работа, особено за физичка работа, бидејќи ние градината физички ја подигнавме од ископување на градината се до заковување на даските, од ковување прво на даските од палетите, бидејќи градината направивме со стари материјали кои ги рециклиравме и ги реупотребивме. Учениците беа желни за да копаат со лопати, со ашови. Не можевме да им ги оделиме овие алати буквално од рацете, се караа кој прв да земе да копа, па моравме да ги ставаме во групи и ги учевме како всушност да се договараат едни со други за кој ќе биде следен на ред. И самите да си го водат редот за копање, например. Потоа истиот проблем се соочивме и кога требаше да се полнат подигнатите жардинјери со земја. Тука требаше да се полни физички, исто така со лопати, да се крева земјата и да се истура во овие жардинјери. Децата покажа херкуловска сила. Сакаа да ни покажат најверојатно на нас возрастните дека и тие имаат истата сила како што имаме и ние. Во некои моменти ние возрастните се најдовме во небрано, не знаевме како да се справиме со некои случаи, не знаевме како да изнајдеме практично решение. Чист пример беше со поплочувањето на патеката. Не знаевме како да ги поставиме страничните ивичњаците на патеката. И тука учениците ни дојдоа буквално во помош. Тие изнајдоа практично решение, па сега вака ќе ги потреме, па тука ќе им ставиме дрвце, тие ќе стојат, не се секирајте. Многу ми беше мило и интересно зашто ме нарекуваа наставнички. Јас не сум наставничка, меѓутоа така ме доживуваат, зашто често присуствував на нивните часови. И задоволството на нивните лица откако го завршивме процесот на подигање на градината и кога ја отворивме градината на 16 октомври, навистина не може да се објасни со зборови, не може да се опише. Сите ученици што учествуваа во процесот на подигање на оваа градина беа присутни таму и беа горди на своето дело. Градината навистина ги врза сите. Една и од целите на училишните градини е сплотување на заедницата. Учениците навистина ги сплотија своите сили заедно со училишниот кадар, со наставниците, со директорката, меѓутоа и со локалното население кое несебично ја делеше својата сила, креативност и па и материјали, бидејќи ни носеа и помошни материјали за подигање на градината во меѓувреме. Ги спои сите и на денот на отварањето на градината навистина се почувствува таа енергија на градината, вистинската енергија на градината и навистина ми е многу драго што таа и денес е функционална и се надевам дека откако всушност ја подигнавме оваа градина, ние подигнавме уште неколку градини и навистина се надам дека бројот на училишните градини ќе продолжи да расте низ Македонија, бидејќи ова е нешто што навистина им е потребно на сите основни училишта. Благодарам. Кате би сакал да те прашам, односно што, бидејќи тука ни се неколку ученици, како што спомнав, вклучени на ова наше онлайн дружење, што ти ќе им порачаш како наставничка, како
што би им препорачала, бидејќи тие се почетници, зашто тие, ако ситуацијата биде добра, напролет првпат ќе се вклучат во создавањето на градините, како да се подготват, што треба да направат, дали треба нешто претходно да прочитаат или да се интересираат за да бидат што подобри мали градинари. Да, би ви препорачала на вас, млади градинарчиња, да ја разгледате работната тетрадка која ја создадовме со Slow Food водно во претходните фази од проектот, каде што ќе може да научите нешто повеќе за како се создава една градина, како всушност може да изгледа една градина, бидејќи градините не се типични градини како ние што ги замислуваме, може да бидат во најразлични форми, тие се прилагодливи на средината во која се наоѓаат, на опкружувањето. Јас многу често им зборував на учениците дека градина може да биде една саксија на прозор што ќе ја ставиме, меѓутоа ако растенијата што ќе ги насадиме во саксијата навистина ги одгледуваме со љубов, таа ќе биде градина што ќе обземе цела училница. Незината енергија. Би ви препорачала да бидете трпеливи, бидејќи кога ќе го посадите расадот за во градината, ќе му треба можеби малку подолго време за да пораснат растенијата, да ги видите никулците како ја пробиваат земјата. Меѓутоа не се разочарувајте доколку сите семчиња што ќе ги засеете не бидат успешни. Продолжете да пробувате, секогаш можете да направите и повеќе расад доколку не ви успее претходниот. Исто така би ве посоветувала да си ги здружите силите со другарчињата, бидејќи градината сепак не е толку лесна за одржување, сите треба заедно да работите на неа и договарајте се кој кога ќе ја наводнува градината, кој кога ќе го наводнува расадот, за да не биде денес 3 пати да му ставите вода на расадот и да ги удавите растенијата. И тоа се имаше случувано, да, бидејќи сите претходните ученици што учествуваа во овој проект беа толку радосни и толку со нетрпение чекаа едва да ги наводнат расадите што ги имавме во училниците, дури и ги преплавуваа. Значи договарајте се или направете си мало списоче, распоредче, денес толку пати имаме ставано вода на расадот или денес толку пати имаме ставано вода во градината. Секогаш после училиште, веќе откако ќе ги воспоставите градините, поминете во училишната градина, видете какви промени се случуваат во неа, дали никнало некое ново растение, можеби некоја птица донела некое ново семче, што само никнато растение. Разгледајте ги плевелите кои можеби ќе се појават во вашата градина. Научете да ги разпознавате расадите кои вие ги имате засадено и само никнатите растенија кои имаат никнато. Можеби во вашата градина ќе никне и некое растение што можеби и не е штетно за вашата градина, може да го оставите. Да живее заедно со растенијата кои ги имате посадено, бидејќи како што ќе прочитате и во работната тетрадка, растенијата имаат и своји придружнички, односно соработници кои си помагаат едни на други во растот и развојот. Би ви посакала да уживате во одржувањето на вашите училишни градини и едноставно работата во училишната градина прво да биде тоа што вас ќе ви исполнува, а плодовите да бидат само еден плюс. Ви посакувам успешни градини и плодни и да имате и туршија следна година. Катја, многу благодариме, а ние ќе те поканиме да ги видиш градините во Пелагонискиот регион и плодовите, ама и да ете така во живо да може некој совет да ни дадеш и да се дружиш и со децата од Пелагонискиот регион. Бидејќи ги имаме дечињата, прво тука е и директорката на основното училиште Блаже Конески, господја Ангелка Бараковска, тука е и директорката на основното училиште Кире Гавриловски Јане од Прилеп, господја Кети Стевананџија, но јас исто така и координаторката за училишните градини, наставничката по биологија, Христина Мирческа. Овие дечиња, што дел од дечињата што тука се вклучија, нивни изработки се наоѓаат и во списанието. Еве сега одма ќе ви покажам да видите како изгледаат вашите изработки во списанието.
и подгответе се за да ги слушнеме и да ги видиме вашите творби. Ќе ги прочитаме прво песничките, а оние што имавте слики, доколку сте во можност, ќе уклучите камера за да ги видиме вашите слики. Евеа страницата за 10 нови училишни градини и тука се слики. Еве вака, но вие во PDF уште тоа подобро ќе го видите. Еве тука е Леонид Петрески. Леонид, добро вечер. Добро вечер. Ти мислам дека имаше напишано песничка, така? Да. Дали може да ја слушнеме? Може. Ајде повеќе. Ботаничката градина во нашето училиште. Ботаничка градина шарена, со цветови надарена. Зема с див со секој поглед, убава до недоглед. Восхит и убавина, носи таа со себе. Цвекињата не викаат, те викаат и тебе. Мири шират цветови разни, убави рис расказува сказни. Црвени, жолти, зелени, во градината се постои. Ти благодариме. Да видиме Бисера Пиргановска, дали ни е тука? Добро вечер. Добро вечер, Бисера. Ти исто имаше песничка напишано, така? Да. Од кое училиште ни доаѓаш? Од Блаже Пашки од Прилеп. Така, ајде да ја слушнеме твојата песна. Градината во моето училиште. Во училиштето мое дворот е голем. Од едната страна поплочен тој е. Од другата страна градина има, прекрасна е таа и во лето и во зима. Во центарот на градината фонтаната стои. Веселите детски мигови постојано ги брои. Наоколу клупи, канделабри наредени, цвекиња и дрвца уредено подредени. Ботаничка градина богатство право, затоа што е создал големо браво. Растенија, цвекиња, сукуленти без број. Фасцинантен поглед и пчели рој. Во летниковецот ние со радост седиме. Понекогаш и настава таму следиме. Од сенка и на воздух полесно се учи. Во затворен простор главата ни бучи. И поубава ќе ја направиме да биде. За секоја следна генерација која иде. Со радост и желба секој да дојде и убави моменти во неа да пројде. И благодарам. Благодариме и ние Браво за за дечињата. прекрасната песничка. Еве, следат и убави коментари секако. Да ја вклучиме тука и наставничката Кристина Мирчевска, да ни каже како тие се подготвуваат за новата училишна градина. Добро вечер на сите. Добро вечер. Многу ми е мило што сме дел од овој проект и нашето училиште сепак ќе учествува во сето она што се случува, посебно за училишните градини, а и сепак и за списанието. Што се однесува до овој дел за изработките на учениците, мислам дека беа премногу дури заинтересирани учениците и имавме голем број на творби, на слики, дури малку и подоцна ми ги испратија учениците, но сепак јас се координиравме во однос на тој дел јас и ти и тоа што беше во однос на изработките веќе тие што се испратија, остатокот го задржуваме за понатаму доколку ви е потребно, а и сепак и она што ќе следи за понатаму. Дечињата, значи, искрена да бидам, се позитивни во сето тоа и во цела ова работа како активности и јас не се ни сомневам во нивните ангажмани и она што ќе следи за понатаму. Така да, едно браво и благодарност до вас сепак за тоа што сме вклучени и сме дел од овој проект. Како што рече на почеток и господја Василка и Катерина, исто така радува тоа што бројот ќе се зголемува на тие градини. Тоа е всушност целата идеја. Дај Боже да успееме и секое училиште во држава да има своја градина.
Сега, тука ќе побарам помош од вас, наставничке Христина, да не пропуштиме некој од учениците што се вклучени, а имаат да ни прочитаат или да ни покажат фотографија од нивните слики и од нивните цртежи. Така, Ана Марија Трпческа. Ана Марија имаше цртеж. Ајде да го видиме. Ана Марија, дали е тука? Тука е. Да, го гледате? Да, гледаме. Ајде, подолго само задржи го да можат сите да го видат. Беше погоре малку. Уште. Уште малку. Ете така. Одлично сега се гледа. Цртежот на Ана Марија најде место и во списанието. Павел Илиовски, мислам дека е уклучен со некое друго име. Павел? Тука сум. Ајде, Павел, да видиме. Ти имаше цртеж или песничка? Цртеж јас имав. Дали го гледате? Да, може. Еве го, да го гледаме. Еве она што Кате ни зборуваше дека една саксија може да биде нашата градина. Павел всушност ја нацртал својата училница како ја замислува. Таа е полна со цвеќиња и полна со саксии во кои има различни растенија. Значи, градина која всушност се наоѓа во училницата. Благодариме, Павел. И Теона Синадиновска, не знам со кое име е вклучена. Имам најава дека е вклучена, меѓутоа не ја гледам со име и презиме. Тука сум. Добро. Ајде, Теона. Дали го видите? Да, еве го цртежот на Теона. Тука имаме дел каде што имаме хортикултурно уредување и фонтана дури, и стакленик. Таму се сместени растенијата кога им е ладно. Како што ни е ладно нас во зима, така и ним им е ладно и тие се сместени во стакленикот. Таму исто така и расот може да се произведува за другите градинарски култури. Благодариме, Теона. Дали сите ги вклучивме што има изработки? Да, ова се, Филип, ученици во кои што нивните дела се веќе прикажани во списанието. Знам дека имаше многу голем број и делата понатаму, последните броеви постепено ќе бидат објавувани. Тука едно од училиштата, како што рековме, е училиштето Блаже Конески, чии деца ни се представија со творбите, и нивната наставничка Христина Мирческа. Ова училиште има уште еден координатор, тоа е наставничката Анета Николовска, а со нас е и директорката на училиштето, господја Ангелка Бараковска. Би ја запрашал нејзе што значи за да се биде едно од 4 прилепски училишта и едно од 10 пелагониски училишта што ќе добие училишна градина. Каков предизвик е ова за вас како училиште и како директор? Добро вечер на сите. Мило ми е што сум дел од овој тим. Ова за нас е голема чест да бидиме дел од 4 училишта во градот и пошироко 10 училишта во Пелагонискиот регион. Ја поздравувам идејата за училишни градини, бидејќи со тоа овозможуваме да се подигне свеста кај децата за и приближување до здрава исхрана. Горди сме на тоа што сме дел од овој проект. Се надевам дека ќе имаме одлична соработка. Горда сум на моите 2 координаторки и на учениците кои што несебично се вложуваат во овој проект. Се надевам дека нема да остане тука. Ќе продолжиме и понатаму активни да бидиме и да работиме на тоа за подигање на свеста кај учениците, кај малите деца за здрава исхрана. Што значи тоа да имаме покрај себе здрава исхрана за нашето тело, за нашиот живот целокупно. Ви благодариме многу и ви посакуваме успех. Со заеднички сили сигурно ќе направиме убава градина. Имаме просторни можности, се надевам дека ќе успееме во ова докри.
Да, Блаже Коневски има убав голем двор и сигурно еден дел од тој двор ќе биде убава училишна градина. Така, да. Ви благодариме многу, директорке. Да ви кажам дека во списанието на страницата, меѓу првите страници, еве се наоѓаат честитките по повод излегувањето на првиот број. Имавме среќа плодно да го почнеме бројот со 3 дами: Марија Таушанска Анастасовска, уредник на додатокот за деца Колибри во првиот македонски дневен весник Нова Македонија, Андријана Јаневска, нашата музичка уметница и професорка, која на почетокот ни се обрати и ни запеа исто така, и ни сподели информации за она што значи да се живее на село и да се чува тој дух и тој спој со природата. И секако тука и вечерва е со нас, но и на страниците на ова списание, нашата прекрасна соработничка, новинарката и екологистка Валентина Ѓорѓиевска Парго, која со години, освен што е новинар, позната и како естраден новинар, меѓутоа ја негува и екологијата и ќе ни каже на какви интересни начини таа се вклучува, придонесува во екологијата, а секако да кажеме дека и често пати е вклучена во настаните на Slow Food Македонија, што ни е особена радост. Господја Парго, повелете. Добро вечер, големи искрени честитки од мене. Му посакувам многу среќа на Полжевче, да се движи бавно и сигурно кон својата цел. Прекрасно име за вашето списание, кое самото име означува каква тематика ќе обработува списанието. Мене ми е многу драго што сум вклучена и повторно, Филип, ти благодарам и како на уредник ти посакувам многу успех. Значи, јас кога растев, екологист сум, можам да речем, од кога знам за себе, меѓутоа никогаш не ни предпоставував дека ова ќе стане доминантна тема, особено не во 2020 година. Преспа, местото каде што пораснав, еден вид рајска градина, на овошки, на прекрасни овоштија, на прекрасни градинарски култури. Веројатно, некои од вас споминале низ Преспа на есен, кога целиот воздух мириса на јаболка, на лето нели на езерото, а на есен мириса на јаболко. Тоа велат нели е и рајско овоше. Сега живеев еден многу интересен живот кога бев дете, модерен живот, меѓутоа во една, според сегашни сваќања, селска средина, затоа што немаше семејство кое немаше бавча и градини. Бавча со овоштарници, со јаболка, и градини нели со градинарски култури, растенија, патлиџани, пиперки и така натаму. Што значи дека ми е познат целиот процес на производство на храна, но јас навистина, за жал, можам да речем дека бев голем љубител на брза храна. Дури сега преминав на она што се нарекува slow food и сватив дека не само што е поздрава и покорисна, туку имаш и поголем избор кога избираш slow food, и почнав да готвам секако. Многу интересна придобивка како дете, веројатно и наставнички дека се согласат, сигурно и тие организирате некакви такви акции. За мене беше кога од наша школа организирано не носе, или да собираме прачки од изражените јаболкници, или кога не носеа да собираме јаболка, или не носеа да собираме грозје. Имаше ЗИК, така се нарекуваше предпријатието кое одгледуваја грозија, и навистина беше еден празник за нас децата. Си носевме од дома за јадење, меѓутоа таму толку се здружувавме, бидејќи на школа нели сепак циркулираш во еден круг од твоето оделение, да речеме 5 А. Меѓутоа, кога одиш таму, ти се запознаваш буквално со цела школа, бидејќи правиш една заедничка акција, и ние едва ги чекавме тие акции, кои траја по една недела, да речам на пролет, една на есен. Прво нема да учиш, друго многу ќе се дружиш со децата и ќе придонесеш за општеството. Понатаму,
Учествував исто така и во кога одевме да го чистиме крајбрежјето, кое за разлика од сегашното чистење беше сосема поинако, тоа беше чисто, меѓутоа ете ако некој фрлил некаде некој отпадок, ние го собиравме заедно со војската и ние како младинска школа, неколку другарки бевме не само активистки, туку и иницијатори за сите тие еколошки акции. Сега и на овие години продолжив со екологија, можам да речам дури малку и малку и попрофесионално, не само аматерски и волонтерски, бидејќи како волонтер бев вклучена во сите активности на Ден на дрвото и ги поминав сите училишта, речиси со екипата, сите училишта, сите градинки, каде им објаснувавме на децата преку еден интересен начин како се засадуваат дрвца, со интересни естрадни уметници, со хумористи, актери, пејачи. И имав чест исто така да ги видам некои работи кои никогаш не ни предпоставував дека постојат во Македонија, како што се оранжери, како што е една многу интересна и модерна оранжерија во Источна Македонија, каде што се произведуваат вештачки цвеќиња за продажба во Холандија. Мислејќи ние дека тие цвеќиња ни доаѓаат од Холандија, ги нарекувавме холандски цвеќиња, меѓутоа јас видов дека семето во епрувета се произведува тука до одреден раст на цвеќето и понатаму дури се пуштаат како во Холандија како пораснати цвеќиња и ни ги нарекуваме холандски цвеќиња. И учествував и во многу други активности, така 2017 година на мое големо изненадување, иако сметам дека не постои награда за екологист, бидејќи сите ние имаме обврска да ја сакаме и да ја чуваме природата, меѓутоа ето ја добив таа награда од Сдруженијето Аларм за природата во соработка со сите еколошки здруженија во една голема акција во Охрид, каде јас, верувајте, заедно со неколку млади луѓе со пливање одевме од едно на друго место, бидејќи не беше многу пристапно за да го чистиме брегот. Меѓутоа, не само се шокирав што све има фрлени на луѓето тамо, мене ми е многу жал што немав тогаш со мене камера тоа да го снимам. Беше еден таков хорор кој едноставно гледката тревожеше и не останавме рамнодушни и сакавме да го чистиме и успеавме во тоа. Сега, како екологист и како вклучен новинар, волонтерски вклучен во некои интернационални програми европски, јас учествував на неколку многу важни конференции, тренинзи низ Европа, некаде 7-8 земји. Имав чест дури да слушнам пред да се формира Slow Food дека ќе постои таква, Тера Мадре, дека ќе постои таква организација. На мое многу големо задоволство ги добивам сите информации, ги читам, ги следам, понекога се вклучувам и во тие интернационални Zoom конференции, секако и во Slow Food водно. Минатиот пат беше навистина прекрасно излагањето за здравата храна и сметам дека она што некогаш реков за мене ми изгледало дека 2020 ќе живееме во некоја научна фантастика, ќе летаме со вселенски летала, а сега се враќам пак на природата и како да се подмладив и како да повторно го преживувам моето детство и сметам дека навистина екологијата, љубовта кон природата и здравата храна е само тоа и исклучиво ништо друго е иднината на оваа планета. И за спас на планетата, и за здрави, весели, ведри генерации. Секој допир со природата внесува енергија во секој еден човек, особено во децата, и ние сме задолжени тоа да го правиме и да го пренесуваме на младите генерации. Благодариме многу. Беше излагањето на Валентина Ѓорѓиевска-Парго, која ни кажа, зборуваше за еден всушност поширок размер на она што значи, зашто училишната градина опфаќа многу нешта, е поврзана и со екологијата во една поширока смисла. Значи, кога правиме добро за едно парче земја, ние всушност правиме добро за целата планета. Тука е поврзана и науката, и екологијата, и другите природни науки, биологијата, физиката, хемијата, математиката. Тука имаме социјализација, тука имаме всушност сите предмети преку една училишна градина може да ги научиме и да ги разбереме многу повистински.
сакам да ви ги представам оние што работеа на практично редакцијата, импресиумот на списанието Полжавче. Издавач, како што веќе знаете, е Slow Food Македонија. Уредник сум јас. Редакцијата е на Василка, во редакцијата се Василка Стефановска, Катерина Јордановска и Николче Николовски. Стручни соработници од Факултетот за земјоделски науки и храна. Тука се професор доктор Маргарита Давидковска и професор доктор Звезда Богевска, Јасна Ѓоргиевска, Мирјана Чакарова, Тодорка Наумовска Димески, магистер Гоце Бумбаровски и архитектот Даме Димески. За среќа, во списанието се поместени и текстови на нашите меѓународни соработници, Анализа Донорио од Slow Food Италија, Марта Пожоњи од Slow Food Турда во Романија, Давид Дота од Slow Food Фондацијата за биодиверзитет од Италија. Тие донесоа 3 многу интересни, многу различни приказни. Едната се однесува на Slow Food Италија и на препораките за нашето списание. Марта Пожоњи од Романија зборува за незината активност, особено во училишните Slow Food кујни и незината работа со децата, а Давид Дота зборува за проектот на 1000 градини кои се создаваат во Африка. Лектор е Марина Гечевска-Василевска, техничкото уредување и графичкото обликување е на нашиот дизајнер Горан Трсунов, фотографиите се од Slow Food архивата и печатеното издание е на кој испечати печатницата Бабук од Битола. Мало е бројот на печатени примероци со цел да заштедиме хартија, да бидеме и на дело да ја покажеме нашата еколошка свесност. Меѓутоа ќе се потрудиме, се надевам, во скоро време до сите наши соработници да испратиме барем по еден примерок. Се надевам дека ќе успееме во тоа. А инаку достапно ќе биде веќе од утре PDF изданието, значи електронското издание на Полжавче, што ќе може да се најде на страницата на Slow Food Македонија. Меѓу нас, тука е, како што го спомнав, како дел од редакцијата е и магистер Гоце Бумбаровски, кој е наставник во оделенска настава во основното училиште Кочо Рацин во Прилеп. Ова училиште има голем предизвик во создавањето на училишна градина, затоа што практично нема почва, нема земјен дел каде што би ја создал. Тоа беше голем предизвик и за архитектот Даме Димески да направи концепт на урбана градина. Еве го Даме, не поздравува од кујната заедно со Тодорка. А сега беше предизвик да направи урбана градина и ќе видиме како тоа во пракса ќе се реализира. Во Гоце Бумбаровски имаме личност кој е инспиративен наставник и едукатор, кој вон наставата работи уште на многу активности поврзани со образованието. Тој исто така е и производител, значи се занимава со земјоделство и добро му е позната таа работа. И со 3 негови текстови е застапен во списанието, каде што зборува за значењето и придобивките на училишните, на проектот Училишни градини, што се тоа значи за децата. И јас сега го поканувам да земе збор, да ни каже нешто во однос на текстовите, во однос на создавањето на Полжавче, но и каков предизвик за него е работата во проектот Училишни градини. Тој е исто така член на Slow Food Прилеп и да ни каже од аспект на наставник кој е она значење на училишните градини во развојот, образованието и воспитувањето на децата. Повелете. Не знам, Гоце, дали се слушаме? Гледам дека е уклучен. Добро,
добро, додека Гоце да се подготви. Ако Тодорка ни дозволи, можеме да дзирнеме малку во нашата Slow Food онлайн кујна. Можеме да се слушаме или не? Или имаме проблем некаков? Даме двајцата заедно од куња. Да. Архитектот и нутриционистот се во кујната. Точно, да. Во куња сам е малце досадно, затоа јас имам друштво, да ми помагам. Во моментов правиме бомбици или трафлс, кои се без шејкер, без рафиниран шејкер. Направени се само од лешници и од сува кајсија. За вкус има ставено и кора од портокал и толку е едноставно. Само од 3 состојки имаме прекрасен десерт. Сега за новогодишниве празници, нели, повеќе ќе консумираме благо, па да гледаме тоа да биде здраво. Не мора да биде шејкер. Тоа е значи за десерт. Доколку имаме време, значи во моментов исто така го спремаме и главното јадење, кое ќе биде ориз со зеленчуци во соја сос. Исто така прекрасно јадење, богато со хранливи состојки, кое што може исто така да се најде на, еве да речеме, новогодишната вечер, не мора тоа баш да биде само месо, може да се најде и како прилог. Се надеваме дека ќе имаме време да сготвиме и предјадење. Така да вие продолжете, дружете се, ние со Даме ќе бидеме вредни и се вклучуваме повторно. Ви благодариме многу, многу убава ти е престилката или блузата. Двајцата се опремени, добро. Значи има и посебна униформа за работа во кујна, во тие ова Slow Food кујна. Со нас е и директорката на Основното училиште Кире Гавриловски Јане, господја Кети Стевананџија. Кире Гавриловски Јане е едно од училиштата кое исто така е во првата фаза од проектот Училишни градини. Текст во кој го изразува задоволството за овој проект, како и творби од децата, се наоѓаат во првото издание на Полжавче. И ја повикувам доколку има расположение нашата директорка да ни каже нешто за она што смета дека ќе биде добро и придобивка од овој проект во нивното училиште. Повелете. Така, добра вечер на сите. Мило ми е вака што можеме и на овој начин да се слушниме и да се дружиме. Најпрви на почеток сакам да го честитам првиот број на списанието Полжавче, да ти честитам тебе, Филип, како уредник, и морам да кажам, значи ние овој проект, сите наставници, искрено го дочекавме со воодушевување, меѓутоа посебно кога слушнавме дека нашиот Филип ќе биде дел од овој проект, тогаш задоволството беше и е уште поголемо, затоа што морам овде пред сите да те пофалам. Нашиот Филип, тој е нашиот ученик, кој основното образование го заврши токму во ова основно училиште Кире Гавриловски Јане, со својата одделенска наставничка, предметните наставници. Тој е нашиот мисионер и ден денеска, вака со задоволство се навраќа во училиште и како има можност го провалира истото. Јас истакнав во списанието, значи дел од моето размислување, можност еве на дечињата уште од најмала возраст да можат да го почувствуваат она што не може да се научи од книгата, а тоа да имаат директен контакт со земја, со растенија, со вода, точно биодиверзитетот, значи да научат да засадат семе, да го чекаат да порасни и да се радуваат потоа на плодовите. Меѓутоа, добра е идејата што тука би се вклучиле не само учениците, родителите, нивните повозрастни баби, дедовци, локалната самоуправа и сите заедно би ја одржувале еве училишната градина. Нашето училиште има можност, има доста голем училишен парк. Се надевам дека има идеи како би изгледало тоа и како би се реализирало. И искрено со нетрпение очекуваме, еве, здравје Боже, од пролет, може би и да почнеме со реализација на училишната градина во нашето училиште. Многу ви благодариме, директорке, особено и за зборовите за мене.
Тоа е Така, вистината. Да. пораснав тука пред екранов, мислам дека се зголемив, не испофаливте и се Заслужено. Благодарам многу и се радувам дека моето училиште, јас секогаш си го викам Кире Гавриловски моето училиште, иако во 2010 година излегов од неговите клупи, многу се радувам што е едно од училиштата што ќе има своја училишна градина. Ви посакуваме успех во овој проект. Училиштето има две координаторки, наставничката Јованка Антоска и Маја Мојсовска. Со наставничката Јованка одржавме многу убава работилница, во која Гоце Бумбаровски, наставникот, даде еден вовед претходно, потоа ние продолживме со наставничката и имавме многу успешна работилница. Работилница сработивме и со училиштето Блаже Конески, со училиштето Климент Охридски, со Кочо Рацин исто така планираме во догледно време да сработиме и исто така со училиштето од Могила и со други училишта кои се вклучени во овој проект, се вклучени и училиштата во Кичево, училиштата во Демирхисар, така што тоа семејство од 10 ќе прерасне на 20 градини, што е една убава бројка. Директор, ќе благодариме. Дали на Гоце може би се вклучи? Немам информација. Дали некој од екипата, од техничката екипа може би знае? Не знам. Одиме понатаму. Тука ни е Јасна Ѓорѓиевска, која исто така е вклучена во активностите на Slow Food и како педагог, како психолог придонесува во целата приказна, па јас би ја повикал доколку има желба и сака да го сподели незиното искуство и незиното сваќање за придонесот на училишните градини во развојот на децата. Добро вечер и од мене. Добро вечер. Да, значи, јас од неодамна, неколку години да речеме, веќе сум вклучена во активностите на Slow Food и имав чест да соработувам со Василка и со Николче во повеќе работилници со наставници, на кои навистина ми беше задоволство да соработувам со дел од наставниците кои беа вклучени во активностите поврзани со училишни градини и сега со наставници кои што се подготвуваат нели да се вклучат во процесот и да формираат своји училишни градини. Која е придобивката за децата? Па сметам дека има многу придобивки за децата од ваквите училишни градини, како што и напишав во мојот краток текст во списанието Полжавче. Голем дел од Да, ме слушаме. Slow Food едукацијата. Филип, се слушаме? Да, јас ве слушам. Се надевам дека и другите. Да, се слушаат. Да, во ред. Голем дел од принципите на модерната педагогија и психологија всушност во образование се присутни во Slow Food едукацијата, бидејќи една од работите на која што ќе ги научиме дета е грижата за животната средина, грижата за она што сами го создале и го подигнале, а тоа се училишните градини, како што и самиот кажа, всушност можна е интеграција на сите предмети во училишната градина, на содржина од сите предмети, а всушност таквата интеграција на содржините ќе овозможи многу полесно децата да научат и тие знаења да им бидат трајни. А искуственото учење па кое се случува во училишните градини, тоа како е важно затоа што она што децата ќе го научат
во градината е тоа што останува како трајно знаење, бидејќи теоретското знаење без практична вклученост не е доволно, а ваквата практична вклученост им остава трайни знаења на децата. Многу битен друг аспект од целата оваа работа е соработката која што се случува не само меѓу учениците, туку и со локалното население, со представниците од обкружувањето кои што волонтерски би се вклучиле во подигнувањето на градините, и таа меѓугенерацијска соработка е од исклучителна важност и овозможува подобра комуникација меѓу различните генерации всушност и подобро разбирање за да можат и дечињата да научат дека нивните баби и дедовци и како имаат што да им пренесат, а исто така па и бабите и дедовците на еден начин би се помладиле, вклучувајќи се во активностите со малите деца. И нешто што во последно време можеби не наоѓаме начин да им го пренесеме на децата, поради брзиот живот, поради малите екрани, поради дразбите кои што со голема брзина им излегуваат на децата и влијаат на нив е трпението. Бавноста која што можат да ја научат во училишните градини и она што можеби чекањето да дојде некој успех кај децата веќе исчезнува малку по малку поради се побрзото случување на настаните, поради тие игри кои што возможуваат веднаш да добијат награда за одредена нивна активност, училишните градини ќе влијаат на тој начин децата да научат и во училиште и во однос на другите содржини дека е потребно труд, потребно е време, но во секој случај на крајот ќе имаме еден убав плод. Дали тоа ќе биде плодот од градината или плодот кој што го добиваат како трајно наследство од учењето кое што настанало во одредена ситуација. Ви благодариме многу на суштинското излагање и она подлабокото всушност што значи училишната градина. Не е тоа само да се насади, да се сработи и толку, туку има многу суштински цели во развојот на децата и секако придонесува за една убава училишна атмосфера. И самодовербата во секој случај, бидејќи во училишните градини децата сами ќе видат дека имаат плод, нивниот труд всушност се исплатил на некој начин и самото тоа ќе влијае на нивната самодоверба, на чувството дека тие можат дали самостојно или со поддршка да направат нешто што е вредно. Ви благодариме многу. Толку би имала, Филип. Благодарам многу. Сега би сакал со сите вас да споделам една порака што стигна сега до Slow Food Македонија. Почитувани, најнапред да ви честитам за создавањето на новиот член, списанието Полжавче. Го следев и претходниот вебинар кој беше посветен токму на училишните градини, а го следам и овој, денешниот, и морам да ви признаам дека се движите во права насока со прави вредности. Одлични соговорници кои будат поттик и љубов кон природата и здравата храна. Би сакала да ве известам дека и тогаш, а и сега, сум со иста мисла, дека во училиштето во кое што работам, Основно училиште Кочо Рацин од Охрид, би требало да има училишна градина, а истото има простор за тоа. Ве замолувам да ме имате предвид за поттикнување, помош и поддршка за оваа идеја. Со почит, Наташа Недановска, наставник по македонски јазик и мал земјоделец со својата домакинска куќа Пирустија во село Рамне, од чија градина ги приготвувам сите традиционални јадења. Многу убава и топла порака. Секако дека ќе земеме предвид и убаво е што и други училишта, градови, луѓе сакаат да се вклучат во овој проект. Ученичката Ања Симоновска од основното училиште Крстен Мисирков од Скопје е дел од училишните градини и таа ни напиша текст со наслов "Едва и чекам повторно да работиме во нашата училишна градина". Сите вие што сте во настава знаете колку ви недостасува контактот со децата,
свесни сте колку на децата им недостасуваат училишните клупи. А тука е и наставничката Славица Зафировска, која е координатор на училишната во училиштето Крстен Мисирков во Скопје, инаку е оделенски наставник во ова училиште и бидејќи ова училиште веќе има училишна градина која функционира, би сакал да слушнеме, доколку има желба наставничката, да ни каже за нејзините искуства. Повелете. Добро вечер и од мене, како што кажавте. Јас сум наставник по оделенска настава, Славица Зафировска, во основното училиште Крстен Мисирков, Скопје. Што да ви кажам, значи најубави впечатоци, најубави спомени со нашите ученици ние имаме доживеано во нашата училишна градина. Василка и Кате се сведоци за тоа што ние навистина го работиме во нашата градина, сами со своји значи финансиски средства, со помош на нашата директорка, си изградивме градината и функционира и се уште функционира и во овој период, ако сме во време на пандемија, нашата градина и сега е функционална, значи ние, наставниците, со помош на персоналот кој што ни е вработен во училиштето, сега е засадена со зелени салати и лукче и кромиче за во пролетните денови. Ања Симоновска навистина има напишано преубав состав. Таа е една ученичка која што заслужено мислам дека треба да стои тој состав во вашето писание, затоа што беше највредна и многу работеше во градината заедно со сите мои ученици. Сега ги поздравувам 602 оделенија. Среќни и задоволни сме. Друго немам што да ви кажам, се надевам за понатамошна соработка, ние ќе си работиме и ќе соработуваме со Словофут. Ви честитам за првото издание на списанието Полжавче, ќе си го читаме, ќе си го имаме во училиштето и можеби со некоја друга песничка, со некои фотографии, слики од нашата градина, да бидеме пак учесници во писанието. Успех понатаму, ви благодарам. Ви благодариме и ние многу. Ви посакуваме што поубава, позелена и пошарена училишна градина и поздрав секако до вашите ученици и вашите колеги. Благодарам. Бидејќи рековме дека едноставно чекање е зборот кој ни е важен во создавањето на училишни градини. Одиме пополека, постепено. Јас овде подготвив две мали саксии со земја, еве ги, и веројатно да прашаме некој од учениците. Леонид дали е тука? Еве. Тука сум. Леонид, да те прашам дали си ја слушнал приказната за принцезата Зрно Грашок? До сега не сум ја слушнал таа приказна. Тоа семето од грашокот го посадила принцезата и растело и станало огромно. Но сега јас нема да ви ја раскажувам приказната, туку ќе засадам грашок, а ќе ви покажам фотографии кога ќе успее грашокот да никне. Значи во овие две саксии, еве ги, тие се изработени малечки саксии од еколошки материјал. Во нив има субстрат, односно почва, еве како што може да видите. Ова е мојата тајна кутија, еве ја. Во неа содржи еден куп семиња од разни растенија и од тука го земам ова семе од грашок. Еве овде го чувам семето од грашок. Така што во овие саксии, еве вака, за да гледате сите, се надевам се гледа, ќе ставиме по едно зрнце грашок, еве вака, и секако дека мора тоа да го покриеме и да му ставиме вода. Еве вака. И откако ќе стои на топло, ќе видиме како од таа саксија ќе израсне растение, односно грашок. Сега е декември и во грашокот е многу отпорно растение. Тоа е многу важна култура, затоа што уште се нарекува и азотофиксатор. Грашокот помага
да се збогати почвата со грашок. И затоа, еве, за сите што правите градини, кога ќе посадиме грашок, ние ја збогатуваме почвата. И ако имаме некоја почва што е послаба, помалку богата, посиромашна, садењето на грашок ќе ни овозможи почвата да ја подготвиме за понатаму да садиме и други растенија. Што ми ја спомнуваме кујната, мислиме на вечерва на Тоце и на Даме, но во кујната има повеќе елементи. Ана Марија Трпческа да ни каже што се има во кујната? Ако е тука, а тука е, или не? Да, тука сум. Ана Марија, нели имаме различни елементи, така? Што се наоѓаат во кујната, што имаме? Што користиме од апарати, да речеме? Имаме микробранова, имаме фрижидер. Така? Шпоре, така, сето тоа. Шпоре. Убаво нели би било можеби во кујната да се стават оние мали сакси во кои би насадиле некои ароматични растенија, зачински растенија, кои кога готвиме можеме да ги искористиме одма во храната, свежи да ги набереме. Да, нане, босилек. Ете така, ти благодарам. Тука со нас, кај се децата, таму се и писателите за деца. Тука со нас е и господја Вера Андон, писателка за деца, која за неа и сите тие предмети во кујната имаат можност да зборуваат, а исто така и зеленчукот може да зборува и настанала некоја кавга во фрижидерот. Деталите ги има Вера Андон. Дали се слушаме? Уклучена е Вера Андон. Ама, може би не слуша нас. Таа има прекрасна песна како настанува кавга во кујната. Таа песна е застапена во ова списание и јас ќе ви ја прочитам. Кавга во фрижидерот. Во фрижидерот лукче и кромитче врз Макдоносот мама си стави, а тој пак сонлив се разлути се јави. Вие, грди браќа, кромитче и лукче, колку сте млади, а двајцата имате бели бради. Целиот зелени мирислив сум јас, а некако вас и оној големиот што се вика прас. Во фрижидерот најдолу сте видели и вие, таму најчесто празот си спие. Се разбуди тој брзо, се разлути и рече: замолчи, Зеленко, душата веќе почна да ме пече од зборовите што на братчињата ти лесно им ги рече. Замолчи и запомни, од зборови лоши што ќе ги кажеш или пак чуеш, верувај ми мене, секој лист зелен почнува да вене. Братчињата мали збунети беа, но почнаа и тие да зборуваат гласно, но од тие зборови никој ништо не разбра, никому ништо не му беше јасно. Празот се накашла и рече вака мудрецот стар: за секоја градина, запомнете, секој од нас е скапоцен дар. И доста веќе врева, никому не сакам да му чујам глас. И во кујната е важен секој од нас, но за банички вкусни, главниот сум јас. Тоа е песната на Вера Андон. Во ова издание гостине и писателот Ванчо Полазаревски. Неговата песна се вика Брза храно стоп. Експрес лонец, пишти вреска, клоп клоп, готват чека во знакот стоп стоп. Царина мора да има, се нешто стомакот не смее да прима. Да се знае право, да мине може само јадење што е здраво. Зеленчукот свеж, многу е фер, а го јадеш секој ден, силен ќе си ѕвер. Да се провери дали има морков, лук, спанаќ, разен зеленчук, може да се каже и зарзават,
Ако има возу, среќен ти пат. Прекрасни се илустрациите на Наташа Костовска со песната на Ванчо Лазаревски, а на онлайн работилниците јас читав една песна заедно со дечињата, ја читавме заедно, се вика Малиот градинер, се наоѓа во мојата книга Заедно да растеме. Ќе ви ја прочитам и неа пред да отидеме во кујната. Не сакам да сум космонаут, ни пилот, ни директор, ни цар. Едноставно, многу сакам да сум градинар. Ќе го проучам на природата светот, сакам да ја допрам душата на цветот. Сакам да знам кога што се сади, кој растение кога и колку се вади. Сакам сам зеленчук да произведам, дел ќе го споделам, дел сам ќе го изедам. Ете ги песничките застапени во првото издание на Полжавче, а таму ќе најдете и многу други интересни содржини. Како што реков, од утре ќе го имаме и на страницата на Slow Food, ќе може да се симне, а се надеваме дека печатени изданија ќе стигнат до сите училишта и до нашите соработници. Ако може, Добро вечер и од мене. Еве го наставникот Гоце, успеа да се вклучи. Добро вечер, најпрво извинување за ова техничка, некоја, не знам, сплетка што ми се случи. Така. Поздрав до сите присутни. И јас следев на Facebook страната, но не успеав да се најавам на Zoom платформава. Најверојатно некоја конфронтација се случи на Zoom со некоја друга од овие мои апликации на телефонот, така да верувам дека ќе најдам на разбирање од ваша страна за тоа што дури сега се вклучувам. Разбира. Во целост не успеав да следам, но на почеток почнав некои 20 на минути, така да ќе останам да ве следам, па кога мислиш дека треба да се вклучам, ќе бидам тука да земам збор. Важи, ќе отидем, нормално технички проблеми секако можно е да се случат. Да видиме ако Тодорка е подготвена, да видиме докаде е со незините вкусни јадења, инаку рецептите можете да ги наоѓате на Гастрономист, незиниот блог, кој неодамна е во функција и таму има разни рецепти за јадења, предјадења и главни јадења, дел се традиционални, дел се модерни, современи јадења, да видиме докаде е работата во кујната. Така, на блогот можете да најдете разновидни рецепти. Сега за сега се малце, но се надевам дека, затоа што е нов, но се надевам дека во иднината ќе ги имате повеќе и повеќе. Значи, во моментов ние ги завршивме десертот, кажавме бомбиците, значи кои енергетските бомбици кои што се многу вкусни и здрави. Претходно имавме подготвено и исто бомбици, но од различни состојки, за да покажеме дека не мора да биде само, не знам, кајсија и лешник, дека истото може да се подготват, например, и со урма, и орев, или падем, и брусница, и дека може да се користат различни состојки за нивна декорација. Например, тука имаме лешници, па имаме чоколадо растопено, дел од бомбиците се направени со какао, а може и така се убави декоративни, ако врз нив нема ништо поставено. Сите овие, значи, рецепти кои што сега со Даме ги спремаме, Даме значи ми помага, Букуња, кои ги спремаме, на крајот, значи, на сето ово случување ќе ви ги покажеме одблиску. Значи, во моментот го завршивме десертот, исто така и главното јадење завршено, оризот со зеленчуците. Сега во моментот правиме салата, интересна, со печурки, така да, ако има уште, значи, говорници кои што би го говореле за Полжавче, ние ќе се јавиме на крајот уште еднаш. Ви благодариме многу. Многу интересно изгледа се во кујнава. Сега да го вклучиме наставникот Гоце Бумбаровски, реков член на Slow Food Прилеп, активен учесник во создавањето на Полжавче со три своји статии. И од аспект на наставник исто да ни каже од негов аспект кои се придобивките во училишните градини. Ви благодарам. Ја поздравувам иницијативата и ова е навистина
интересно списание кое што верувам дека ќе најде голема примена не само кај наставниците, учениците, не само во училиштата, туку и во секојдневниот живот на родителите, па и бабите и дедовците, така да мислам дека баш овие училишни градини се нешто кое што ни е многу потребно во училиштата, не само како дел од производствен карактер или делот да можеме да произведуваме здрава храна, туку и во делот кој што сметам дека многу ќе ни помогне во воспитно-образовниот дел. Така да мислам дека не само само иницијативно или поединечно во некој училиште, сметам дека ова може да премине и во пракса во секое училиште, односно од доброволно да премине во задолжително имање на училишна градина во секое училиште. Односно да се влезе во годишната програма не само на наставниците, туку и на училиштето, па мислам дека има услови. Посебно во градските урбаните средини, каде што имаме голем дел на дечиња кои што не знаат како се одвива процесот на создавање на здрава храна. Да, гледаме ние на телевизија, гледаме слики, но многу е побаво кога ќе учествуваме во самиот процес на приготвување на создавање на здрава храна. Исто така тука е многу важно дека развиваме и вештини кај учениците, па дури и во тој дел на тимската работа, многу важно е кога заедно ќе израстеме нешто од мало семче до готов ајде да речам производ или па зеленчук или овошје или пак некое прекрасно цвеќе, така да кога ќе се вложиме сите и кога тоа што сме се вложиле и го гледаме постојано, самиот момент на растење, многу ќе ни помогне и може да се имплементира во повеќе наставни предмети, не само од природните науки, туку и во повеќе делови. Така да мислам дека ова иницијатива, овој дел што започнало пред неколку години во скопските училишта, јас за жал не успеав да следам од почеток промоцијата и презентацијата, така да можам само да нафрлам дека тие позитивни практики кои што се во другите училишта само можат да ни дадат поголем поттик, повеќе да се вложиме и да учиме од нив, а и да нормално споделуваме меѓусебни практики од целата ова работа. Во однос на тоа, јас би имал толку, ми е мило што сум дел од Slow Food Македонија и ми е мило што можам на еден за мене скромен, мал начин да помогнам во овој дел, посебно за училишните градини. Ви благодарам за можноста да си го кажам своето мислење и сме во комуникација. Ви благодариме. Извини, Филип, дали може да се надоврзам нешто? Да, повели Васе. Јас би се надоврзала на Гоце. Значи, нашата иницијатива и овие, како да кажам, интензивни 3 години работење, всушност ни покажа дека е многу потребно овој проект да влезе во формалното образование, во училиштата, во наставните програми и да биде дел од наставните програми. Вие сите сте дел од наставата и вклучувајќи ме и мене, нели? И знаеме дека има тие слободни ученички активности кои делумно се искористуваат онака како што треба, дел од нив туку така само да поминат. Мислам дека кога би имал во тие слободни ученички активности едни вакви проекти, би биле во потполност искористени, затоа што учениците би можеле од септември па се до јуни да имаат низ фази еден проект кој што ќе се развива, така да во јуни ќе имаат еден готов производ и ќе може да си го пласираат како собствен проект. И ние сите
благодарејќи еве вака и на вас како нова екипа, па ние сметам дека ќе продолжиме и во други делови од Македонија, од нас треба да произлегува иницијативата, затоа што ние сме тие кои што согледуваме овие, како да кажем, добри практики кои што ги даваат училишните градини. Јас секој мој интервју било каде да ме повикаат, дали на медиуми некои пишани или други медиуми, секогаш ова истото го кажувам. Неопходно, потребно е да се внесат во програмите во училиштата и сега некаде прочитав со некои измени што ќе има во ако се усвојат, нели, дека токму и го споменуваат и градинарењето како можност за слободни ученички активности, што е многу добро. Затоа што ние сите знаеме дека кога е проект, доаѓа, поминува, па после ако има расположба меѓу наставниците продолжува, меѓутоа ако е дел од наставната програма, тој мора да се реализира и така треба. Интерес кај децата има многу голем. Така. Вас тука би те прашал и за токму во таа насока. Идејата на училишните градини не е само да почне иницијативата, да се направи, да заврши, туку Слоуфут сака да постигне тоа да се имплементира долго и да има далекосежни, долгорочни позитивни влијанија врз воспитувањето и образованието на децата. Што мислиш, кои се начините тие градини веќе создадени да останат, односно да станат одржливи и да функционираат толку време? За да биде одржлива градината, мора да има еден тим во училиштето кој што ќе работи на градината. Меѓутоа, тој тим да не е само од наставници, тоа е тим кој што го сечинуваат сите сегменти од вработените во училиштето, од директорот, па до секретари, па до хаузмајстори, па чуварите, па жените, луѓето кои што се ангажирани за хигиената. Значи, апсолутно секој од нив има удел во таа градина, вклучувајќи ги најнапред учениците, нели, затоа што тие се најважните и најглавните, но вклучувајќи ги тука и родителските одбори, родителите и луѓето од локалната заедница, односно комшиите кои што граничат со училиштата. Тие се многу битен фактор и ние кога работевме во Бардовци, тоа го воочивме. Значи, најнапред имавме еден однос, како сите ни се чудеа што прават, овие не копаат тука, нешто прават, а низ училиштето си поминуваат луѓето за да си одат дома, низ училишниот двор си поминуваат за да си одат дома. Меѓутоа, затоа што работевме по цел ден, до касно навечер, Ката и Мартин со нивните пријатели работеа, и јас останував понекогаш со нив, тие заангажираа некој возрастни кои што тука си седеа на клупите и само прашува, што правите вие? Што правите вие? И Ката и Мартин ги заангажира еден ден, им рекоа, па еве ние тука нешто работиме, градина правиме за децата, ако сакате бујрум дојдете, помогнете. Па дојдоа следниот ден, донесоа струја, спроведоа, па не знам, од комшиите, едно од наставничките кои што тука близко живееше, им носеше храна, па децава што велам дека седеа по клупите и не знаеа што со себе неколку дена им помагаа, така да многу битен фактори се комшиите за одржување на градините. Кога сите тие фактори ќе се вклучат, градината ќе биде одржлива. Меѓутоа, сепак, ова што го спомена Гоце и што јас постојано го кажувам, мора да влезат во редовната настава. И мислам дека ќе влезат. И секаде во светот постојат во западните земји, нели, градини, ние можеби доскоро се чудевме што ќе ни е градина кога ние сите имаме градини. Јас сум израснала во Мичурин, па ние имавме во куќата бавча, а после беше срамно, нели, да имаш бавча, па ето тргни патлиџаните и пиперките, ставај трева и само рози, и се враќаме назад на патлиџаните и пиперките.
И сакам да кажам дека е битен фактор посебно во големите градови кај што веќе се е бетонизирано, тие да представуваат една мала, како да оаза и место и за социализација, и за наука, и за дружба, за учениците, за децата. Така да мислам, има простор, ние тоа го почувствувавме, само треба да се вложат сите, и родителите, и наставниците, и хигиеничарите, и хаузмајсторот, и комшиите, еве и ние со нашата помош секако. Инаку, за жал, ние во оваа фаза со овој проект во Пелагонискиот регион не бевме во можност и не бевте вие во можност физички да стапите во контакт со децата. Ние со Кате работевме 2 години и со Сунчица 2 години работевме во овие 10 училишта со работилници. Тоа беше, не можам да ви кажам какво задоволство и за нас, а посебно за децата. Садеа, расадува, црта, пишува, лепеа лепенки некакви. Значи, беше навистина задоволство големо и на крајот од проектот ние направивме како завршна една манифестација на која што децата ги изложуваа своите ликовни творби и своите песни што ги има пишувано. И во секое училиште од овие 10 училишта кои што беа дел од проектот, насадивме по 10 лешникови садници. Така да, како крај на проектот, меѓутоа ние не застануваме тука со овие 10 училишта, ние би сакале овие 10 и вашите 10 во нив да воспоставиме градини кои што ќе функционираат. Благодариме многу. Токму целта на Полжавче е да ги собере, да биде преглед, да биде чувар и да биде поттик. Зашто чувар и всушност ги архивира сите активности и ќе ги архивира во иднина. Првиот број има 46 страници. Тука се опфатери сите училишта кои досега се вклучени, сите училишта што ќе се вклучат, односно се во првата фаза, текстови посветени од стручни лица, наставници, психолози, доктори на науки, голем дел од доста конвивиуми, од доста ограноци на Слоуфуд, значи се вклучија членови, што ни е посебно задоволство, јавни личности, како што реков, луѓе кои се свесни за тоа. Идејата е списанието Полжавче, како што ви реков, списание за училишните активности на Слоуфуд Македонија, зашто покрај училишните градини, училишни активности се и училишните кујни. Така што идејата е Полжавче да излегува 2 пати годишно, како што имаме 2 полугодија, така во едно полугодие да имаме еден број. Се надевам дека тоа ќе имаме сили и можности да го реализираме. И секако дека се добредојдени сите ваши сугестии, коментари. Тука зборувам и за учениците, наставниците, директорите, јавните личности, новинарите, сите луѓе што мислат дека ова е важно и дека треба да се поддржи. Едноставно, затоа на последните страници на Полжавче се наоѓа и еден конкурс посветен на учениците, каде што ќе можат да испратат на тој конкурс нивни творби, а тие подоцна да бидат вклучувани во следните броеви на ова списание. Ви препорачувам, сите имате можност, нели, преку интернет, од страницата на Слоуфуд Македонија да го симнете електронското издание на Полжавче, за да се информирате, да го прочитате, да го видите, но и да се информирате за она што понатаму ќе биде начин на наша комуникација и соработка. Посебно во однос на списанието ќе издвојам еден пасус од текстот насловен Полжавче ќе им помогне на децата да станат подобри луѓе. Текстот е на господја Билјана Гвероска, доктор по земјоделски науки и член на Слоуфуд Прилеп.
Текстот завршува со следните реченици. Човекот што со љубов и труд произведува здрава храна, човекот што готви со љубов, со ангажирање на сите сетила, што се грижи нашата средина да биде здрава и чиста, што обезбедува праведност во тој процес, таквиот човек треба да го почитуваме, храбриме, следиме. Полжавче ќе им помогне на децата да станат такви луѓе. Посебно благодарам за таквото видување за Полжавче и мислам дека натаму ќе успееме сите тие активности и Полжавче како списание навистина да ги исполнува тие важни цели, да стануваме подобри луѓе. Пред крајот на нашето дружење давам можност од сите вклучени кои навистина сте во голем број, благодарам за вниманието и интересот, да се вклучите со некаков коментар, забелешка, мислење, прашање. Повелете. Пред дали имаме некое прашање или мислење, забелешка, сугестија? Пред да видиме, мислам дека во кујната се е готово и подготвено, да ви кажам дека со добра храна оди некој добар пијалак, да се пофалам дека годинава прв пат самостојно со помош на татко ми произведов вино без помош и еве сега го пијам и прв пат го пробувам, наздравувам со сите вас. Здравје. Благодарам. Повелете да го пробаме. Да видиме дали одговара со храната што Тодорка и Даме ја подготвија. Изгледа преубава, сигурно и превкусно. Навистина е така. Го гледаме главното јадење, ориз со соја сос и зеленчук. Има бомбици, има некаква салата. Јас така видов. Ама може би Тодорка или Даме ќе ни имаат нешто да ни објаснат. Да, еве вака, значи мешана салата со полнети печурки и биено сирење, нормално, без биено сирење прилепчани. Не седнуваме нели на ручек. Главното јадење, како што претходно кажавме, ориз со зеленчуци. Ова се остатокот од зеленчуците кои сигурно нема да ги оставиме така. И како што кажавме, енергетските бомбици. Ви благодариме многу за оваа онлайн кујна. Нека се среди оваа ситуација, па да направиме комбинација дегустација на виново и дегустација на храната што вие ја подготвивте. На крајот да ви кажам дека ова издание на Полжавче е списание за училишните активности на Slow Food Македонија, реализирано во рамките на проектот Зелен полигон за едукација, алатка за јакнење на еколошката свест, кој го реализира Slow Food Водно, од Скопје, финансиски поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање, преку програмата за инвестирање во животната средина. Благодарност за поддршката на Министерството за животна средина. Јас многу ви се заблагодарувам, се надевам дека дружбава ви беше пријатна, корисна, дека можеше нешто да се научи, ама и да се биде во пријатно расположение и во пријатно друштво. Да ви кажам дека до крајот на оваа година последен онлайн настан за 2020 на Slow Food Македонија е новогодишниот онлайн коктел, кој ќе се случи во понеделник на 28.12.2020 со почеток од 19 часот, кој ќе се пренесува во живо на Zoom и Facebook. Тоа всушност како настан ќе биде едно предновогодишно славење и една дружба, сите сте добре дојдени со чајче, со сок, со кафе, со вино, да се дружиме, да поразговараме, ќе имаме малку поезија, малку музика, едно опуштено предновогодишно дружење. Ви благодарам што му дадовте крила на првиот број на Полжавче.
Благодарам што прекрасно говоревте, благодарам што прекрасно пишувавте и се надевам дека ќе имаме можност и во живо да се дружиме и да се гледаме, зашто производството на храна, готвењето е еден процес и на задоволство, и на уживање, и на учење на вистинските животни вредности. Се заблагодарувам и за големата поддршка на председателот на Националниот совет Николче Николовски, кој исто така цело време активно партиципираше во создавањето на ова списание, и благодарам за прекрасната и топла, пред се и човечна соработка во создавањето на Полжавче. Да немаше љубов во создавањето, немаше да имаме убави, весели 46 страници. Се најубаво, пријатна вечер и довидување. Пријатно. 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 Пријатно видување.